Вчера половина Британија славеше, половина беше во шок, во очај, пошто започнаа да се прават анализите. Како дојде до ова? Како дојде до одлуката Велика Британија да излезе од Европската Унија? Некои анализи, некои испитувања што ги објавија и медиумите покажуваат дека клучниот глас го имале пензионерите и повозрастните, таму каде што биле тие, каде што ги имало поголем број, таму и најмногу се победувало, додека пак младите и високо образованите биле против тоа Велика Британија да излезе од Европската Унија. Исто така на страна на Брекзит биле според овие анализи и пониските социјални и односно работничката класа. Како што можеше да регистрира и вчера камерата на телевизија Нова екипата овде во Лондон, младите први го кренаа својот глас и започнаа да покажуваат незадоволство, да покажуваат протести на своји креативни начини, кажувајќи дека не се согласуваат со тоа повозрастните да им да определуваат нивната иднина. Тие иднината ја гледаат во Европската Унија, каде што заедно со сите останати членки 28 на број имаат поголеми можности, подобра иднина да живеат заедно. Предлагам овде да ги погледнеме дел од изјавите, но пред да ги погледнеме само да кажам дека нив им се приклучи и повозрастни, сите имаат транспаренти на кои што стоеше "Не сакаме граници, него сакаме Борис", се мисли на Борис Џонсон, предводникот на кампањата за Брекзит. Исто така велеа дека се засрамени што се британци на вчерашниот ден, дека Британија не треба да поддржува национализам и расизам како што тоа го правела кампањата која што беше за Брекзит. Предлагам сега да ги погледнеме овие изјави, па се враќаме со останатите информации од овде од Лондон. Ова е нашиот протест. Разочарани и засрамени сме од резултатот на референдумот. Нема жалење или омраза, само тага. Им верувавме на Англија и на Европа дека ќе овозможа да продолжи напредокот по свој нов пат, но ова е нашиот израз на тага. Да, се надеваме, се обидовме. Не познавам никој што гласаше за излегување, можеби затоа што имам помлади пријатели. Не е демократија, нели? Не сме молути на целиот свет. Ние не сме такви како земја. Не веруваме во тоа. Ние младите сме тие што мораат да го доживеат ова и не се согласуваме со тоа што го реши мнозинството. Мислам дека ако јавноста предизвика доволно притисок, може да влијае на преговорите. Не смееме да се предадеме без борба. Мораме да го кренеме гласот. Младите имаат креативен, критичен став кон нашето општество, имаат нешто интересно да кажат. Свесни се дека оваа дебата, иако представува мал дел од британското население, тие велат дека е недемократски. Не се согласувам со причината зошто не е демократски. Имаше јасно мнозинство од 2% и тоа е доволно за гласањето, но причината за тоа е влијанието на приватните медиуми. Руперт Мурдок, Daily Mail и Daily Express наметнуваа ставови дека гласањето за излегување е всушност антиимиграцијски и расистички став. Слушнавме, младите не се помируваат со ваквата одлука и докрај ќе се обидуваат да доколку можат нешто да сменат или да извлечат максимум од овие преговори што Европската Унија ќе ги води сега во наредните 2 години со Велика Британија за излез. Ова се уште не е почнато, треба најпрво да се повика Велика Британија на клаузулата на членот 50 од Лисабонскиот договор, пошто ќе почне тој процес на излегување од Европската Унија кој што може да потрае и повеќе години. Проценките се дека треба да трае најмалку 2 години. Инаку и на интернет вчера започна онлайн петиција каде што граѓаните се потпишуваат и бараат начин да се да има или нов референдум или да се повлечат овие резултати, бидејќи сметаат дека нема доволен број на гласачи кои што го поддржале, има помалку од 60% од граѓаните го поддржале излегувањето на Велика Британија од Европската Унија. Како што кажав, ние остануваме овде, започна викенд во Лондон и обично лондончани велат дека сакаат викендот да го поминат негде надвор од својот град, па и од својата држава и масовно го напуштаат, но овој викенд не е како сите останати. Овој викенд и Лондон и Велика Британија ја стресе голем земјотрес. Ние остануваме тука и ќе следиме, ќе ја пренесуваме сликата и во текот на денот.